Почитувани, новото нормално за Заев е што неговиот директор Ден Дончев се стекнал со $130,000 на лична сметка од аферата Муртино Гейт. Криминалната афера Муртино Гейт на Дончев има свое ново продолжение – Муртино Гейт 2. Дончев не само што незаконски се стекнал со €50,000 во 2018 година, тој исто така на незаконски начин се стекнал и со дополнителни $80,000 во 2019 година, но овој пат и без никакво формално покритие. Дончев во 2019 година зел пари од Ремаркет, иако договорот за консултантски услуги, кој му беше формално покритие, му завршил во 2018 година. Врз кој основ му биле исплатени €50,000, а кој не смел да ги земе? Дончев во 2019 година се стекнал со $80,000 кои му биле префрлени од истата фирма, од која на незаконски начин зел €50,000 во 2018 година. Тоа е спротивно на членот 44 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси и од функција на директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија остварил приход и се стекнал со пари кои немал право воопшто да ги земе. Вака нелегално стекнатите приходи, кои му биле префрлени на лична сметка, Дончев не ги ни пријавил во својот анкетен лист како функционер, во кој е должен да ги нотира сите приходи кои што ги остварил во текот на времето додека врши јавна функција, исто како што не ги пријавил и претходните €50,000. Иако Дончев наплачал огромни суми на пари од домашни и странски фирми спротивно на закон, Управата за финансиско разузнавање, Управата за јавни приходи и јавното обвинителство 2 години молчат и го оставиле Дончев да хара низ системот. Иако Австралиската единица за финансиско разузнавање ги известила македонските колеги, кои потоа го информирале обвинителството дека на средината од минатата 2019 година австралиски мегантик му исплатил $80,000 на Дончев на сметка на Тутунска банка. Конкретно, исплатата била извршена на 26 јуни минатата година, а институциите под контрола на Заев не реагирале. Јавното обвинителство на Вилма Русковска и институциите под контрола на Зоран Заев лично го штитат Ден Дончев и му помагаат да помине неказнет за неколкуте милионски криминални шеми во кои е вплеткан Рекет 2, Муртино Гейт и сега Муртино Гейт 2. И иако Министерството за внатрешни работи го ставило Дончев на стоп листа, односно листа на луѓе кои не смеат да ја напуштат државата, откако беше објавена аферата во медиумите, јавното обвинителство на Русковска го тргнало Дончев од стоп листата и со тоа директно овозможува тој да ја напушти државата. За ова информираа медиумите. Со ваквиот однос на јавното обвинителство спрема криминалот за кој се сомничи Дончев, се овозможува овој криминал да остане нерасчистен и несанкциониран. Ова е начинот на работа на Социјалдемократскиот сојуз. Криминал, корупција и рекет. Македонија не може да продолжи со Социјалдемократскиот сојуз. Потребна е стратегија за излез од кризата. ВМРО-ДПМН има план за обнова на Македонија. ВМРО-ДПМН е различно од СДС. Со СДС и Заев добивме хибриден режим, неспособност, криминал и сиромаштија. Благодарам.